малку е неблагодарно нели да откриваме толку рано, но нели можеме некои како да наречам, како да ги кажам, некои ексклузивни информации и да ги најавам, да ги споделам. Значи, драго ни е што дојдовме најпрво особено ми е драго што дојдовме до ова 10-то издание. Ова е голем јубилеј за нас, бидејќи се работи за независен проект, кој што успеа да се позиционира силно и добро на не само на македонската сцена на фестивали, туку и во регионална смисла, значи во регионот, меѓутоа и во Европа. Фестивалот е препознаен, за што говори поддршката на фестивалот од меѓународните фондови, меѓународните институции, како што се и странските амбасади во нашата земја, големиот број на пријавени филмови од целиот свет, огромниот број би кажал, меѓутоа можеби најдраго за мене и особено големото присуство на референтни, на значајни европски и светски имиња на нашиот фестивал. И сега тука една мал историјат би направил, значи ние започнавме фестивалот со гостувањето на големата, за жал веќе покојна, Мира Фурлан. Таа ни даде крила и таа беше првиот лауреат на фестивалот. Продолживме со исто така со големи имиња, значи дел од фестивалот беше Разван Радулеску, значи еден од најдобрите европски сценаристи, светски признат сценарист, дел од новиот романски филмски бран. Потоа Кшиштоф Зануси, Аница Добра, Тања Бошковиќ, Бранка Катич и секако ги наградувавме и домашните великани како Сабина Ајрула Поскумно, Љупчо Тодоровски Упа, Мето Јовановски, и што ми е особено драго, фестивалот нарасна толку многу што големи европски и светски имиња беа гости на фестивалот и им представуваше особена чест што ја добиваа наградата за животно дело, односно за особен принос во филмската уметност, а тоа беа и Одико Енједи, како што ви кажав, минатото издание Улрих Зајдел, еден од најголемите европски филмски автори, можеби најголемиот австријски најзначајниот австријски филмски режисер кој што ја доби наградата за животно дело. И доаѓаме до 10-тото издание, сега после овој мал историјат, 10-тото издание ќе биде секако наша гордост. Веќе имаме потврда од една голема европска, односно светска филмска звезда, дива би рекол. И она што е особено за ова издание, што ми представува големо задоволство, е што фестивалот го поместуваме значи ќе се случува и во Скопје, меѓутоа и низ цела Македонија. Значи голем број на градови ќе имаат можност да ја следат програмата на Киненова директно, но главните случувања ќе се случуваат всушност во Охрид и во Скопје. Значи на некој начин го подаруваме фестивалот не само значи на Скопје, туку и на градот Охрид, зашто веќе имаме и значајна поддршка од градот, зашто особено благодарам што го препозна овој настан и градоначалникот на Охрид. Така што еве ова е една ексклузива. Програмата ќе изобилува со голем број на филмови во различни програми и секако ќе има дел од програмата ќе бидат еден од најзначајните регионални филмови и филмови од екс-југословенските простори со кои што сме со чии продуценти сме веќе во преговори, всушност сме договорени. Така што ова е некако начално што можам да открием сега. За деталите многу наскоро, веројатно за 2 месеци.